Ние во муабет нели со директорот на градски паркинг, нели беше муабетот да одиме кај него во канцеларија, ама се договоривме дека веројатно е најидилично да биде од еден од градските паркинзи низ градот Скопје, во центарот на градот сме. Само да видам која зона е ова, зона А3. Бојан Христоски ќе ни каже дека веќе усвоено и на советот на град Скопје дека намалувањето ќе стартува од 1 марта. За тоа многу повеќе од Бојан Христоски. Добро утро, на лице место сме на еден од паркинзите кој што нели е под ваша ингеренција. Добро утро, поздрав до гледачите на вашата телевизија и благодарам за чадорот на ова време кој што многу ми помогна. Да, и да ви исправам од старт, се уште не е донесена одлуката на град Скопје, донесена одлуката на управен одбор на нашето градското предпријатие, градски паркинг. Треба да поменем на совет на град Скопје и од 1 март стартува со пониска цена, конкретно за овој паркинг од 50 денари 40 денари ќе биде, да. Добро, ајде да одиме со ред, може ли да ни каже директорот кои се другите цени, да. Стартуваат од 1 март, како што веќе кажавме, паркирањето по час на зонското паркирање конкретно ќе биде зона А0. Можам да споменам две места кои што се на А0 на пример, кои што се уште е, тоа е 100 денари, а ќе биде 75 денари од 1 март. Еден од тие паркинзи е средноводно, другот тие паркинзи е во близината на хотел Мериот, хотел Ибис во строгиот центар на град Скопје. Во зона А од 50 денари се намалуваат на 40 денари, во зона Б од 40 денари, износот нов од 1 март ќе биде 30 денари од час паркирање, и во зона С и Д, кои што се големи зони, кои што голем дел на граѓаните на Скопје го користат, таму од 30 денари ќе биде 25 денари. Тоа што се однесува до новите цени, до она што на сите веројатно добро ќе им дојде. И сега како директор се обидовте да донесете неколку одлуки, да речам, кои што веројатно ќе ни помогнат на сите намите. Ова е една од одлуките која што ќе стартува од 1 март, но имавме едно линковско вклучување и горе, нели, на Водњанска, каде што со ридари, тоа е некоја ваша иницијатива, како што ми рече Владо Кузмановски, вашиот шеф на смена таму, нели, од каде произлезе таа иницијатива? Например, речеме каде ви текна вам, му текна на тимот кој што го создадовте во градски паркинг? Така, значи, освен поевтинувањето, праење на паркирањето во Скопје да биде возможно за поголемиот дел од граѓаните, да биде поевтино, сакаме да направиме паркирањето да биде и подостапно за сите, од аспект на можности за паркирање. Например, тој проблем кој што го затекнав јас во клиничкиот центар, постои подолго време, тоа го знаат скопјани, го знаат и општо граѓаните на земјава. Трае подолго време и се зафатив заедно со тимот на работа кој што работеше претходно работа. И се уште направивме некои анализи и излевавме со заклучок дека треба да се преземат брзи мерки за намалување и средување на проблемите на тој паркинг. Прво што можеше нешто да се направи е правење на ред на главниот влез на клиничкиот центар, кој што колку толку можеби е незначителна бројка, но сепак нешто е подобро од ништо. Таму има неколку редари на главниот влез кои што освен тоа што им укажуваат на потенцијалните корисници на паркингот, дека доколку немаат неопходна потреба, нели не може на никој да забраниме, сепак тоа е клинички центар, не е обичен паркинг во градот во Скопје. Тие што не им е неопходно дека се замолуваат да продолжат и да најдат други паркинзи каде што би можеле да се паркираат. Воедно тука апелирам уште еднаш до граѓаните да доколку немаат неопходна потреба да влегуваат внатре со автомобили, да користат друг алтернативен превоз и слично. Воедно тука би апелирал до граѓаните дека влезот на клиничкиот центар во насока на движење нагоре на Водњанска улица не треба да прават прекршок на самиот влез со вртење на лево отворениот дел. Тоа е исклучиво за возила на брзата, на итната помош на здравствената установа. Така е, да. И сега, господине Христоски, морам да ве прашам и за нешто што нели излива како прашање на сите новинари, па и нам како телма. Ако ги намалувате услугите на паркингот, тогаш помалку веројатно пари, не помалку, сигурно пари ќе има во касата на градски паркинг. Тогаш што од оние проекти кои што ви биле барем во глава, како ќе успеете да реализирате некои од нив и кои се проектите кои што барем сте ги замислиле на хартија дека ќе успеете да ги реализирате во својот мандат? Да, точно е тоа дека се намалува генерално приходот на ова предпријатие, иако од 10 денари или 5 денари разлика во паркинг по час може би делува малку, но сепак тоа има импакт врз нашиот прилив, врз нашиот буџет.
Тука ќе работиме на скратување на неопходните трошоци кои што ги имало предпријатието и кои што може би биле планирани во иднина. Ќе работиме на добивање на поголеми приходи преку создавање на нови паркинг зони во градов, ново зонско паркирање од една страна и од друга страна зголемување на наплатата на нашите услуги. Од тоа што забележав и јас и службите, во некои делови има како да кажам, недоволна наплата или несоодветна наплата од страна на вработените. И тоа во овој период е средено и ќе продолжам да работам лично на тоа, да има зголемена контрола во работата на контролорите, на теренците и да биде зголемена наплатата. Во секој случај. Со тоа, според моите планирано, буџетот ќе биде наполнет и таа дупка што ќе биде направена со намалувањето ќе биде исполнета и ќе може да вложуваме и во нови поголеми проекти за подобро паркирање за граѓаните на Скопје. Така. Имате плани за овој проблем кој што се создава овде со птиците, така? Нешто ми спомнавте на Стришници, кога ќе биде тоа со реализација? Да. Тоа е само план и имаме време да се вратат птиците по завршување на студеното време, да. Во план е да направиме тука и некои си настрешници или покриви кои што ќе ги штитат корисниците од паркирање, пошто сепак тоа се корисници на нашите услуги и кога плаќаат за паркинг, колите треба да им бидат заштитени и безбедни. И уште едно прашање за крај, како започнува денот на директорот на градски паркинг? Вие се будите кафе, чај, веќе кога сме сутринска? Мојот ден започнува во 7 наутро, со станување дома, а на работа сум точно во 8 часот, да, каде што Што е прво што правите? Ги собирате тим некој? Значи, уште од самото влегување во предпријатието, дури да стигнам до канцеларија, веќе се појавуваат обврски во самиот ходник и тие обврски овој период траат некаде до 19 до 20 часот во предпријатието, кога некогаш останувам сам со дел од мојот тим или со повеќе други вработени. И за крај, директорот на градски паркинг треба да оди низ градските паркинзи и да види на лице место како изгледаат работите? Апсолутно, да, го правам тоа. Тоа вчера го правев, изминатиот денови го правев, бев во посета на некои од канцелариите на градски паркинг кај што работат зонско паркирање, во посета на ПАЈАК службата и ќе продолжам да го правам тоа со мои лични, да не речам контроли, туку би ги нарекол посети и средби со вработени, од каде што доаѓаат и добри информации, и добри идеи за подобрување на услугите према граѓаните кои што ги пружаваме. Ви благодарам за ова линковско вклучување. Убаво е, ако е ладничко малку, господине Христос? Прекрасно е времето, кога е ладно и кога врне снег, одлично е секој. Да. Добро, и сега тоа беше директорот на градски паркинг со се она што тој го замислил, нели? Секако ние сме тука како утринска на Телма да ги следиме сите оние акции или проекти кои што ќе бидат започнати или реализирани од градски паркинг. Она што треба сите да го знаеме е дека веќе од 3 март се намалуваат услугите, паркинг услугите на сите паркинзи низ градов кои што се под нели јавното предпријатие градски паркинг. А јас имам уште една идеја, ама ќе му ја кажам на господинот Христовски после ова линковско вклучување. Замислете ме на лице место овде како некој кој што ги следи оние кои што наплаќаат. Може така ја улога на тие? Може, се согласувам, ве поддржувам, да, ве поддржувам. Готово, значи во некој од овие третите линковски вклучувања ќе бидам јас на лице место некој од оние луѓе со нели тоа знакот тука, па да видиме дали следат правила, како знаат, што треба, што е неговата работа. Еве, секој утро па и ова утро.